Добро вечер, јас сум Ивана Алексовска, а вие сте со Дневникот на Телевизија Плюс. Најпрвин да ги погледнеме кратките најави. 14 новозаболени од Куманово и Липково. Базенот ќе работи само за пливачките клубови. Успешна крводарителска акција во СВР Куманово. Согласно податоците на Министерството за здравство, денеска во Куманово се евидентирани 14 новозаболени, но 9 од овие лица се од општина Липково. На ниво на државата изминативе 24 часа се регистрирани вкупно 182 нови случаи на COVID-19. Во последните 24 часа на ниво на државата се направени 1348 тестирања, а регистрирани се 182 нови случаи на COVID-19. Од нив од Скопје 107, Куманово 14, од кои 5 од Куманово и 9 од Липково, Штип 4, Тетово 23, Струга 5, Битола 2, Охрид 6, Гостивар 4, Струмица, Кочани, Берово и Неготино по 1 и Ресен 13. Починати се 6 лица, 2 пациенти од Скопје, 2 од Куманово и 2 од Тетово. Во градската општа болница 8 септември починати се 5 лица, 2 пациенти од Тетово, еден на возраст од 81 година, хоспитализиран на 16 јуни и пациент на 72 години хоспитализиран на 12 јуни. Кај тројца пациенти вирусот е потврден постмортем, пациентка од Куманово на 64 години и уште 2 пациенти од Скопје на возраст од 68 и 65 години. Во општа болница Куманово почина пациент на 85 години хоспитализиран на 10 јуни. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 33 оздравени пациенти. До сега во земјата се направени вкупно 47.793 тестирања на COVID-19. Денеска нема тестирања во рамките на скринингот. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 4664, бројката на оздравени пациенти е 1836, на починати е 216, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 2612. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека вчера изгорела куќа во Липковското село Виштица, каде што 3 часа интервенирале пожарникари со 2 возила. Причините за избувнување на пожарот и материјална штета се непознати и дополнително ќе се утврдуваат со стручни лица, велат од регионалниот центар. По денешното издание на Дневникот на ТВ Плюс ќе можете да го проследите интервјуто со Драгомир Кариќ, познат бизнисмен од Република Србија. Тој зборува за работата на медиумите и можната соработка во Македонија, инвестициите во нашата држава, но и за спортскиот објект Соколана. Интервјуто го води Маријан Стошевски. Вие можете да гледате БК телевизију кад год хочете, ми можемо со вама да направиме еден споразум со вашом телевизијом. И БК телевизија сад углавном БК телевизија емитуе носталгiju. Да, то емитуемо и то е, гледоци то воле, видимо, пратимо рейтинг, док не добиемо националну фреквенцiju. Mi smo sada na SBB-u, je li tako? I na MTS-u smo, mislim, na tim smo kanalima, na tim mrežama. Eto, to govorim zbog vaših gledaoca, ali možemo i sa vama da imamo direktnu saradnju i možete da emitujete neke naše programe koji su interesantni za vaše gledaoce u Makedoniji. Tako da smo spremni uvek za bilo koju vrstu saradnju i razmenu programa. Možete i vi nama da date sve vaše emisije koje su, evo ja bar imam tu sreću, ja vas sve razumem iako vi pričate makedonski, a nadam se da će i mene razumeti vaši makedonski gledaoci. Ja mislim da je najinteresantnije u Kumanovo Kumanovska banja, a i taj Sokolski dom koji sigurno je pod zaštitom države Makedonije. Verujem da je istorijski spomenik kulture i spremni smo da uradimo sve da to bude i komercijalno, da bude korisno, a da bude i atraktivno za investitore druge koje bi mi doveli u Makedoniju i normalno da bude to polezno za građane Makedonije.
Од следната недела ќе започне со работа градскиот затворен базен, но само за пливачките клубови, согласно одлуката на владата. Спортскиот објект ќе работи согласно протоколот кој содржи препораки за корисниците пред, за време на тренингот и после тренингот. За рекреативните пливачи ќе се чека дополнителна владина одлука. По 3-месечна пауза, градскиот затворен базен следната седмица ќе биде отворен само за членовите на пливачките клубови. За рекреативните пливачи ќе се чека дополнителна одлука на владата. Директорот на јавното претпријатие Чистота и зеленило Даниел Стојчевски информира дека спортскиот објект ќе работи согласно протоколот за отворање и работа на базените за пливачките клубови во државата, кој содржи препораки и мерки за корисниците пред пливање, за време на тренингот и после тренингот. Ние како јавно претпријатие сме спремни, градскиот затворен базен е во добра кондиција, редовно се одржува, вработените си на своите места, на своите работни места, ги очекуваме посетителите. Извршена и дезинфекција на самиот градски базен и мислам дека со оглед на тој протокол кој што беше утврден вчера, мислам дека успешно ќе успееме да се справиме. Мислам дека протоколот може да го спроведеме во рамките на јавното претпријатие и ќе им дадеме услугата на пливачите на кои што се учесници во самите клубови. Веќе од наредна недела ќе започнеме со процес да дефинираме што тоа значи пливачки клуб, ќе влеземе во процес на склучување на посебни договори со нив, каде што ќе им биде вметнат и член сигурност за почитување на протоколите кои што се дадени од страната на владата и мислам дека од наредна недела конечно ќе можеме да започнеме. Очекувам во најбрз можен рок да бидат олабавени мерките. Се надевам дека ова состојба која што имаме сега ќе се намали, ќе имаме помал број на позитивни заболени и ќе може да биде пуштен и градскиот базен и за рекреативните корисници на градскиот базен. Да не се користат сооблекувалните тушевите, да се одржува препорачаното растојание меѓу пливачите, тренерите и обучувачите задолжително да носат маска. Се само дел од препораките што треба да се почитуваат согласно протоколот. Нема ограничување на бројката, меѓутоа има ограничување во делот при влезот на сооблекувалните, каде што е укажано дека корисниците мора да дојдат спремни и да влезат директно на базенот, да не се користат тушевите, да не се пресооблекуваат во сооблекувалните, по можност да се користат и трибините кои што ги имаме во затворениот градски базен и да има растојание меѓу секој пливач во лента, минимум од 2 метра. Тренерите, оние кои што ги обучуваат младите, ќе мора задолжително да носат маски, а децата по завршување со пливање ќе мора директно да го напуштат градскиот базен. Значи нема да имаат можност да ги користат тушевите и сооблекувалните. Стојчевски посочува дека во моментов јавното претпријатие нема активен договор со ниту едно од 5 пливачки друштва. Договор нема ниту со ватерполо клубот од Куманово, меѓутоа за ваквите клубови ќе се чекаат дополнителни насоки од надлежните. Жител на Липковското село Слупчане заработи 2 кривични пријави поради предизвикување општа опасност и поседување оружје. СВР Куманово до основното јавно обвинителство Куманово поднесе кривична пријава против НМ, 47 години од село Слупчане, општина Липково, поради постојање основано сомнение дека сторил 2 кривични дела. Предизвикување општа опасност, казниво по член 288 став 1 и недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи, казниво по член 396 од Кривичниот законник, информираат од Министерството за внатрешни работи. На 18 минатиот месец, околу 19 часот и 30 минути во Слупчане, општина Липково, пријавениот по претходна расправија со СИ од огнено оружје испукал 1 куршум. Кумановската полиција денеска организираше крводарителска акција. Акцијата се одржа во Центарот за култура, а СВР Куманово традиционално секоја година организира неколку вакви акции. Повеќе на оваа тема во прилогот на Елена Георгиевска. Во просториите на Центарот за култура денеска секторот за внатрешни работи Куманово организираше крводарителска акција. Истата е дел од редовните акции кои што ги организира полицијата неколку пати во годината. Подршка на акцијата даде Институтот за трансфузиона медицина и Општинската организација на Црвениот крст. Осекуваниот број беше од 50 до 60 дарители, до сега еве 11,5 часот, околу 30 полицајци доаѓале да даруваат крв, што значи задоволителен број од одзивот.
Иако условите се тешки, како што се знаеме, цел свет се бори против пандемијата, меѓутоа има луѓе кои што го стават себе си во ризик за да спасат нечии животи. Апелирам до граѓаните, има крв во Република Македонија, меѓутоа мора секогаш да даруваат, мора сите да ги поддржуваме тие на кои најтешко им е, односно на кои најмногу им треба крв во операционите сали. Крвната единица може да чека, меѓутоа пациентот да чека за да добие крв е невозможно. Полицајците истакнаа дека секогаш со задоволство учествуваат во вакви хуманитарни акции. Сега е 15-ти пат поред, а мотивација е како и секој друг крводарител. Сите треба да дават крв, бидејќи ова не е нешто страшно. Сметам дека со дарување на крв помагаме во спасување на туѓи животи и сметам дека секој би требал и оној што досега не дал, кога ќе види еднаш, мислам дека нема да има никаков проблем, понатаму ќе си биде редовен крводарител. Акцијата за дарување крв траеше до 15 часот. Во текот на изминатото деноноќие на ниво на државата на 274 лица им се издадени решенија за изолација, а 255 лица потпишале изјави за самоизолација. Од страна на полициски службеници извршени се контроли кај лица во изолација и самоизолација, при што утврдено е дека 4 лица не ја почитувале мерката за изолација. Исто така, по однос на мерката за неносење лична заштита на лице, регистрирани се 706 прекршоци, информираат од Министерството за внатрешни работи. И во продолжение вестите од Македонија. Представници на политичките партии и коалиции на предстојните предвремени парламентарни избори на 15 јули во Државната изборна комисија потпишаа Кодекс за фер и демократски избори. Апелите од ДИК и од представниците на учесниците на изборите се исто така насочени кон почитување на мерките за заштита од COVID-19. Представниците на помалите партии побараа партиите да ги вратат парите за изборите и да им се дозволи зголемување на минутажата за нивно представување во медиумите. Пред прекинот на изборните дејствија во март, ДИК ги потврди листите на 15 коалиции и партии со 1598 кандидати, а го утврди и изгледот на гласачкото ливче. По потпишувањето на Кодексот за фер и демократски избори, ДИК ќе изврши ждрепка за определување на билбордите за политичко рекламирање. Бојан Јовановски е осуден на 9 години затвор за кривичното дело незаконско примање награда и за перење пари, додека поранешната специјална јавна обвинителка Катица Јанева доби 7 години затвор. Таа е обвината за злоупотреба на службената положба во судскиот предмет рекет. На објавата на пресудата за случајот рекет денеска во големата сала на Врховниот суд во Скопје присуствувал само прво обвинетиот Бојан Јовановски Боки 13, додека второ обвинетата Катица Јанева одлуката ја слушнала во домашен притвор. Пресудата за предметот е објавена по 6 месеци судење. Во тек на овој судски процес беа презентирани и низа материјални и вербални докази. Премиерот Оливер Спасовски очекува градинките да се отворат навремено кога ќе биде завршен комплетно скринингот и кога ќе се почувствува дека и децата и вработените во градинките ќе бидат безбедни. Тој информира дека вчера од Министерството за здравство бил известен дека уште некој ден ќе заврши целосниот скрининг на сите вработени во градинките, пошто најави ќе се разговара прво во Комисијата за заразни болести, а потоа и во владата за денот на отворањето на градинките. Спасовски апелираше до граѓаните сите работи што ги предлага комисијата, а како одлуки ги носи владата, да бидат испочитувани. Ке има квалификационо тестирање во јавните средни училишта во кои што се пријавени поголем број ученици со ист број поени од предвидениот број ученички места во конкурсот за запишување ученици во средно образование за учебната 2020-2021, соопшти Министерството за образование и наука. Тестирањето е закажано за 22 јуни во 10 часот, а конечните ранг листи ќе бидат објавени истиот ден. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево. Максималната температура се искачи до 27 степени, а минималната беше 14 степени Целзиусови.
За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 26 степени, а утринската ќе биде до 14 степени. Не заборавајте, следува репризата од интервјуто со познатиот бизнисмен Драгомир Карич. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.